Благодарам министерка на одговорот, меѓутоа една работа заборавате, значи јас сум тука представник на народот и на граѓаните и овие прашања што ви ги поставив, не ги поставив јас лично, мислам се согласувам со нив, но се поставени од многобројни уметници и граѓани. Работата мене не ми беше да ја интерпретирам и не велам дека вие ќе интерпретирате, збориме за говор на омраза, бидејќи од страна на Бугарија веќе има реакција и веќе почна да пријавуваат говори на омрази и потикнување на говор на омраза и слично, значи ние веќе имаме такви пријави. Моето прашање беше во однос на значи не ми го одговоривте прашањето воопшто. Дали вие сметате дека сега, значи убаво ви прочитав дека вие се обврзувате, значи ќе биде под мониторинг на некој начин националната програма, што се финансира, што не се финансира и доколку нешто не ги исполнува критериумите од договорот, односно од протоколот, ви го прочитав тоа, значи ќе биде тргнато од финансирање. Сега, тоа беше прашањето. Значи, дали во иднина сега, доколку, пак ќе го спомнам филмот, например, Трето полувреме, дали ќе биде забранет? Не велам вие дека ќе го забраните, министерка, најмалку мислев на тоа. Туку дали доколку на филмот Трето полувреме се реагира од страна на Бугарија, дали вие ќе го поддржите тоа и ќе го ставите филмот во бункер? Дали доколку утре некој направи филм за моменталните случувања, за сегашните денови, значи уметноста ја храни историјата, знаете многу добро, културата е многу важна, дали вие тогаш ќе реагирате? Дали ќе реагирате и покрај тоа што постои, значи, вели дека господинот министер за надворешни работи постојано вели дека тоа ќе биде на база на реципроцитет. Меѓутоа, вие дали ќе реагирате на говорот на омраза кој што го пласираат постојано бугарските граѓани на интернет, особено кога ќе пуштите песната Македонско девече, например, на YouTube, погледнете ги доле коментарите да видите што се случува. Каков говор на омраза тоа е, а внимавајте, вели во самата дека двете држави ќе преземат ефикасни мерки за превенција на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе одвраќаат активисти на приватни субјекти насочени кон потикнување на насилство, омраза или други слични активности кои би го повредиле нивните односи. Ова ги загрижува граѓаните, министерке. Ова ги загрижува. Значи, затоа беше моето прашање. Која ќе биде вашата реакција? Дали навистина ќе има реципроцитет? Но за жал не ми го одговоривте тоа прашање. И не сум задоволна од вашиот одговор, бидејќи не е соодветно одговорен и немам дополнителни прашања. Благодарам.